Државата пропушти да направи стратегија за развој и затоа граѓаните се збунети и вознемирени од можноста да се отворат рудници во нивната околина, вели Николајчо Николов, председател на Македонската асоциација на рударство. Тој смета дека мора да се знаат потенцијалите и плановите за развој, за да се одреди што е во интерес на граѓаните. Да се состанат стручњаци, врвни стручњаци од земјоделството и врвни стручњаци од рударството, да седнат и проанализираат што се добива ако се отвори иловица, што се губи ако биде загрозено земјоделието. И има ли некоја заедничка точка, можно ли е и да оди тоа. Тоа не се направи и луѓето кои реагираат се потполно во право. Жителите на Иловица и Штука и понатаму се бунтуваат против рудникот за злато и бакар. Сметаат дека ископувањата се штетни за целата околина, а бенефит немаат ниту тие, ниту државата. Јас најодговорно на сите дискусии кажувам, од нашите населени места, дури од цела Струмичка околија, од 3-40 луѓе повеќе ако има, мојата глава да летне. Луѓето што ќе бидат вработени, ќе бидат од Канада до тука. Они ќе се донесат стручњаци, машинисти, инженери, техничари. Ние тие ги немаме, другари. Од Еуромакс велат дека проектот првично бил дизајниран за производство на два продажни производа, бакарен концентрат и македонски златни прачки, кои ќе се продавале на Народната банка на Македонија, согласно законот за минерални суровини. Идејата била да се придонесе за зголемување на златните резерви на Народната банка на Македонија, што е пример и практика која се применувала на секаде во светот, но го отстраниле тој дел поради загриженоста на заедницата.